По 2 сезони Црвено-црните се враќаат во елитното фудбалско друштво. Овде на стадионот во Кавадарци, во една убедлива игра, во една доминантна игра, вардарците го победија Скопје, постигнаа 3 гола, не примија уште еден и со тоа го остварија не само нивниот сон на овие млади момчиња кои крварат цела првата сезона, тука го остварија сонот и на огромната црвено-црна Вардарова армија, која е овој пат, како и преку целиот пролетен дел, почнувајќи од дуелот со Арсими на автокоманда, па се до ден денес до овој бараш надпревар против Скопје овде на градскиот стадион во Кавадарци, беа верен придружник на Вардар. Вардар е нов прволигаш, Вардар заслужено се избори за враќање во елитата, постигна 3 гола денес против Скопје и навистина одигра онака како што доликува и ја враќа вербата дека може да се врати на старите фудбалски патеки. Да, го кажеме и она за која се игра фудбалот, а тоа се головите. Разновски во 4-та минута по една добро изведена акција и по една мешаница пред голот на Скопје, кога топката се одбиваше како на билјарска маса, успеа од непосредна близина да ја спроведе во мрежата, да се најде зад грбот на гостинскиот голман Ефремов, што предизвика бура од одушевување на трибината каде што беа вардаровите комити. Во 49-та минута, 5-4 минути по почетокот на второто полувреме, истиот фудбалер по исто така една добра акција го постигна и вториот гол и со тоа го навести овој убедлив триумф на Вардар. Еве, додека го објаснуваме третиот гол на Глишич, постигнат од слободен удар во 61-та минута, го гледаме славието на вардарците. Ова прекрасна гледка, ова што ретко се гледа на нашите стадиони, ова армија на навивачи, верните комити кои останаа со Вардар од почеток до крај. Рековме ќе повториме, Вардар се враќа во првата лига сосема заслужено, иако денес во Скопје искрено очекуваме малку подобар отпор од четата на тренерот Мирса Дионос. Меѓутоа и фактот дека некаде средината на првото полувреме фудбалерот на Скопје Тодоров направи по наше видување еден можеби непромислен избрзан гест кога фрлењата патлја на теренот ја врати назад меѓу публиката на Вардар и оправдано предизвика судијата Ставре да му додели директен црвен картон со тоа што Скопје остана ослабен за играч помалку. Еден навистина можеби тинејџерски потек на Тодоров кој го ослаби Скопје, а од друга страна на известен начин ја олесни работата на Вардар. И релевантно, тука сме да го спомнеме и ова дека вардарците издржа овие млади момчиња која продукцијата на Скок и нашиот тим верно ја следи некаде од 25 февруар од оној надпревар против Арсими на Железарница, кога оставаме како заштитен знак. Овие очила се заштитен знак на успесите на Вардар. Со овие очила ги проследивме сите надпревари на Вардар, на сите овие второлигашки стадиони. Но и тоа е веќе историја. Вардар оди во првата лига, а продукција Скок, тимот на Скок, тука сме заедно со нив да продолжиме и во прволигашките известувања. Во таа чест, во таа насока ги имаме и новите прволигашки Вардарови очила со кои го прославуваме славието на Вардар, пласманот во првата лига и честитки за стручниот штаб, за Боби Гранчаров, за Александар Баевски, за сите овие млади момчиња предводени од Гачевски, за верните комити и за сето она кои во последните во финишот на првенството му дадоа подршка на Вардар. Зборуваме за Вардар веќе како прволигаш, зборуваме за нашиот Вардар, за тој црвено-црн табор, за клубот кој полека се враќа на старите патики, а првиот чекор е направен. Вардар е во првата лига и од догодина ќе гледаме прволигашки фудбал на градскиот стадион во Скопје. Еве го со нас доле од зелениот терен е Роберт Митев, еден од поискусните вардарци, така може да се каже на овој млад Вардаров состав, па да видиме како се чувствува
еве откако од денеска, од вечерва, од овдека од Кавадарци, Вардар е веќе прволигаш. Роберт, повели, честитки за пласманот во првата лига. Повели, кажи ни ги првите твои импресии, првото чувство. Не знам, чувството е неверојатно да се биде дел од оваа генерација. Генерација која со срце успеа да влезе во првата лига, со ништо друго. Во овие тешки моменти успеавме да се сплотиме заедно со навивачите и ја остваривме целта што беше зацртана од почетокот на сезоната, а тоа беше прва лига и ништо друго. Роберт, ќе те прашам уште едно прашање. Значи, релативно според резултатот помина лесно над преварот 3:0, ајде имаше и црвен картон, сосема оправдан. Знаеме баклета, фрлањето, тоа се е забрането. Кажи ми, како беше да се игра, да те искористиме да не кажеш, како беше да се игра со овој Вардар во ваквите услови, во сето тоа што ви го имате целата година, значи знаеме сите, веќе јавност е запознаена, без пари, ского беше тука, правеше емисии за вас, значи сите се веќе запознаени. Како беше, што е тоа што ве води, што има тоа некоја магија некоја има? Искрено чувството е непроценливо. Хемијата што направивме во соблекувалната со играчите заедно беше се тоа што не водеше во текот на сезоната. Имавме многу падови, имавме многу разочарување на утакмицата, но никогаш не се предадовме и никогаш не отстапивме од целта и затоа успеавме. Резултатот можеби беше 3:0, но у ниеден случај не беше преварот лесен. Им посакувам среќа на Скопје за понатак. И уште едно прашање ти поставам. Комитите, вашата душа. Значи, комитите се вашата душа. Да ги поздравиме и нив еднашка. Вардар не може без комити, тоа да се знае. Така. И уште нешто да кажам, во градот Скопје има само еден клуб. Ти благодарам, Роберт, среќно. Поздрав.
цел живот, за цел живот, за сите неправди, за се што ни се случуваше. Ова е тој триумф. Не е победа, него триумфално финале. Затоа тука сега сите до Патари на Петровец, од Патари на Петровец на триумфална капија. Сите. Прволигашкото славје на Вардар продолжува и надвор од средниот терен. Овде сме во еден добар амбиент, во едно добро окружување и навистина добра организација на домакинот Вардаците слават. Се слуша песна од нивната совлекувална, а вардаровите навивачи лека полека се организираат за безбеден транспорт и враќање на назад. На вистина добра организација од ова што можеме да го видиме и сите заслужуваат честитки за ова. Дај Боже да имаме повеќе вакви надпревари со многу публика и да се радуваме кога трибините се полни. На испраќање на заменување од стадионот во Кавадарци, навистина да го проследиме овој фантастичен Вардаров коридор, ова атмосфера, ова навивачка инвазија, овие навивачи и апсолутно комплет добра организација, добро се оди, навистина за почит. Поздрав, момци, да сите! Ке И навистина ретко може да се види ваква инвазија на навивачи, ваква поддршка, ваква лојалност, љубов кон клубот и навистина се добро организирано. Ќе повторам, за наши прилики камерата на Скоп е тука да го овековечи ова. Секоја пофалба за организаторот. Сето ова покажува дека фудбалска Македонија може да организира, дека знаеме и умееме кога има публика. Ова е тоа што му треба на македонскиот фудбал. Вардар во елитата. Тука некаде завршува Вардаровата колона. Еве придружба. Колега, поздрав!
Дека си мери. Дека ти тргаш бе, дека те либет. Него либет. Ја за ВК свикат као дрчани ВК тига. Али дека без ВК да друга ВК. чека помора да една да има. Ако, ама само да си прибереме на 10 минути, може? Ти кажам, не се сетя. Тука сме на кружниот апликација. Автобуси си најде, дай си. Да превезе откъде те автомобили, а вие сте на кружниот. Ajde, čao. Ке už opet na to. Триумфот на Вардар, оваа голема победа, како што комитите најверните наведе ќе прославија не само победа, туку целосен триумф. Продолжува и во овие подоцневни часови. Овде сме на патарината Петровец, каде што се чекаат фудбалерите, овие црвено-црни рицари, да пристигнат и со овој автобус позади нас панорамскиот ќе бидат спроведени преку триумфалната капија како една чест во ова големо враќање на Вардар во првата лига. Тука сме заедно со сите оние кои го сакаат Вардар. Одиме, ги чекаме фудбалерите и продолжуваме оваа ноќ, оваа црвено-црна ноќ да ја прославиме на плоштадот во Скопје заедно со сите оние кои се во Вардар, околу Вардар, кои го сакаат и кои навиваат за Вардар.